Подпредседателя, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, пред нас е предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите. Имам за цел да се обратам по однос на овој закон, бидејќи ценам дека е важно и како да го напоменеме она со кое што всушност сакаме да го постигнеме како цел со овој закон, а тоа е заштита на потрошувачите, на граѓаните кои ги трошат своите средства кај трговците кои што ги снабдуваат со храна и со пијалоци, бидејќи знаеме дека голем дел од буџетот токму на граѓаните оди за храна и за пијалоци. Имено ценам дека токму со подобра информираност на цените на производите кај различните трговци ќе допринесе до еден позитивен аспект во нашето општество. Со овој закон, освен што ќе мора трговците да ги објавуваат цените на производите јасно и недвосмислено на рафтовите покрај самите производи каде што се продаваат, ќе мора со овој закон да имаат и законска обврска да ги објавуваат цените на сите поединечни производи на своите веб страни. Имено со самото објавување на веб страните за различните видови на производи, потрошувачите ќе може да ги споредат цените на производите кај различните трговци и со тоа да бидат подобро информирани за тоа кој производ кај кој трговец колку чини. Освен ова, со тоа што ќе добиеме подобра информираност на самите веб страни, со истиот закон го властуваме и Министерот за економија и труд да го пропише со подзаконски акт начинот на објавување на цените на стоките и податоците, што ќе треба да се објавуваат согласно овој закон, исто така да се постигне оној ефект на подобра информираност за цените на стоките и на услугите, кои што ќе сакаат да ги купат трговците за да ја споредат цената. Со истиот овој закон, заради самото доследно почитување на овие одредби, ги препишуваме и оние одредби со кои што овластените инспектори ќе може да вршат инспекцијски надзор за доследното почитување на овој закон и со истиот овој закон ги пропишуваме казните за истото непочитување на овој закон. Сакам да напоменам дека овој закон се однесува конкретно на малите, на средните и на големите трговци, со што всушност се исклучуваат одредбите од овој закон за микротрговците и за трговците поединци, со што всушност ја олеснуваме со цел и нивната работа. Ценам дека е навистина позитивно да наидеме на поширока поддршка за овој закон, поради тоа што недвосмислено и јасно е дека треба со овој закон да постигнеме подобра информираност на самите потрошувачи, но и поголема заштита од скриени трошоци и од нејасни цени, бидејќи ќе може да ги споредат самите цени на производите во различните продавници, што ќе допринесе всушност за подобра информираност за купување на самиот производ. Ценам дека ќе се постигне и поголема транспарентност, бидејќи јасните и точните информации за цените ја зголемуваат воедно и довербата на потрошувачите за трговците, така што ценам дека со овој закон постигнуваме исто така и двостран ефект со кој што ќе се намалат всушност и можностите за користење на некои нефер практики. Ценам дека со овој закон исто така ќе се постигне и поддршка на фер конкуренција, нешто кое што напоменувам повторно постигнуваме двостран позитивен ефект, бидејќи со самото објавување на цените ќе се создаде фер конкурентска средина каде што сите трговци всушност ќе имаат еднакви услови за привлекување на потрошувачите. Лесен пристап за информации, бидејќи дигитализацијата тука во голем дел придонесува и за поефективно и поголема достапност на самите информации, наместо истото тоа да го прават потрошувачите од трговец во трговец да ги споредуваат цените. Дигитализацијата тука ќе допринесе многу, бидејќи лесно ќе може да се најдат и да се споредат цените на производите преку интернет, што всушност се олеснува процесот и се заштедува времето на потрошувачите. И секако, квалитетот на услугите, ценам дека исто така ќе се подобри на повисоко ниво, бидејќи ќе се поттикне и квалитетот на самите услуги од страна на трговците, за квалитетот на своите производи и на услугите да станат поконкурентни на пазарот.
И на крајот мислам дека ќе се постигне исто така и да имаме пониски цени, бидејќи самата конкурентност помеѓу трговците ќе допринесе една позитивна сфера на конкуренција во која што ќе се надпреваруваат, нели, да има кој ќе има поконкурентен производ на своите рафтови. Како што напоменав и на почетокот, буџетот на граѓаните кои што го трошат токму на производи и на услуги, конкретно на храната, мислам дека ќе биде многу значаен од аспект на овој закон, особено за ранливите категории, бидејќи знаеме дека огромен дел од овие средства многу значат за тоа каде ќе го купат производот и по која цена, и со тоа што цената на производот, нели, ќе биде јасно достапна и видливо означена. И воедно со овој ист закон морам да напоменам дека доколку постојат повеќе објекти од страна на еден трговец, истото тоа ќе треба да се применува на секој еден објект. Морам да напоменам, бидејќи секој пат сакам да се служам и со практични примери што всушност ќе значи Законот за заштита на потрошувачи. Имав малку време да истражам за тоа колку всушност еден вид на производ од еден ист производител, конкретно значи од една иста фирма, колку била во еден маркет и колку била во друг маркет, така што ценам дека е многу значајно да се стави внимание на овој закон и од аспект, нели, на самата потрошувачка. Она кое што го најдов во одреден временски период, во ист временски период, од страна на маркетите за ист вид на производи, можам да го напоменам сега за да направиме една компарација колку еден производ може да се разликува во еден маркет и во друг маркет. Имено, еве, нема да ги напоменувам конкретно имињата на трговците или имињата на самиот производ, но, например, урда од 1 килограм од еден производител во еден маркет во исто време чинел 155 денари, во исто време истиот продукт во друг маркет 231 денар. Сирењето биено од 1 килограм од истиот производител чинело 350 денари, во друг маркет 412 денари. Кашкавалот 1 килограм чинел 506 денари во еден маркет, во друг маркет во исто време истиот производ 580 денари. Кашкавал ајдамер чинел 489 денари во ист период, во друг маркет чинел 649 денари. Или еве од месните производи, 1 килограм говедска кртина чинел 559 денари во еден маркет, во друг маркет чинел 659 денари. И кога ќе направиме разликата во овие производи и кога ќе ги собереме во една кошница, мислам дека голема разлика прави и самата цена во тоа кој трговец е купени производите, така што мислам дека тука една фер конкуренција ќе направиме со Законот за заштита на потрошувачите, каде што ќе ги мотивираме трговците да ги намалуваат цените и своите производи да ги продаваат по конкурентни цени. Ви благодарам, бидејќи ценам дека овој закон е се со цел заштита на потрошувачите, пред се тука мислам на граѓаните, треба да најде на поддршка од поширокото мнозинство. Ви благодарам.